Македонија веќе една година е во рецесија. Економијата тоне, луѓето остануваат без работа, а се повеќе компании се затвораат. Со еден збор, економската политика на оваа влада на СДСМ е катастрофа. Власта ветуваше економски раст од 5% за секоја година. Меѓутоа, не само што нема раст од 5%, туку во последната година економијата е во минус. Можеше да се има разбирање за владата доколку падот на економијата беше општ тренд на секаде во регионот. Меѓутоа, тоа не е така. Ако се направи споредба со земјите од регионот, во однос на бруто домашниот производ за првите 3 месеци од 2021 година, можеме да констатираме дека само во Македонија бруто домашниот производ е во минус, односно тој изнесува минус 1,9%. Имено, соседна Албанија за првите 3 месеци од 2021 година има бруто домашен производ од 5,5%. Соседна Србија за првите 3 месеци од 2021 година има бруто домашен производ од 1,7%, додека соседно Косово има бруто домашен производ кој изнесува 5,7%. Доколку продолжи ова ниво на раст и развој на земјите од регионот, за десетина години нивните граѓани ќе бидат со дупло поголеми плати, пензии и животен стандард во однос на граѓаните на Република Македонија. Лошите економски политики на оваа влада фрлаат цели генерации во сиромаштија и стагнација. Народот е се посиромашен, постојано растат цените на нафтата, храната и останатите артикли, поради што и животниот стандард од месец за месец е се полош. Компаниите се на рабна ликвидност, а соодветни и навремени решенија нема на повиток. Целиот економски пристап на оваа влада практично се сведува на многу зборови и ветувања, но малку дела.